Моје задоволство, мој соговорник во политичко-обштествениот магазин вечерва е председателот на Македонската академија на науки и уметности, академик Љупчо Коцарев. Председателе Коцарев, ја бранувате македонската јавност со низа на ваши лични становишта, колумни кои ги објавувате во Нова Македонија и од време на време во Дојче Веле. Има ли раздор во Македонската академија и дали ги застапувате вашите исклучиво лични ставови или ги споделуваат вашите размислувања и дел од раководството на академијата? Па раздор мора да има, мислам, се разбира дека дел од моите ставови не се прифатени од другите академици, меѓутоа тоа е добро, во тоа не гледам дека е нешто лошо. Тоа се мои лични ставови и јас ќе продолжам, бранејќи ги по мене македонизмот и македонските ставови по врска со тоа. Во последната колумна изразувате загриженост во делот на договорот, Преспанскиот договор, договорот со Бугарија, сугерирате да биде поништен, што е легитимно право до некаде и човек да е евроскептик. Но што би било алтернативата? Значи, во Македонија е демократско општество. Ние внатре можеме да бираме во однос на партиите, како различни опции имаме. Меѓутоа, во однос на надвор, многу често се зборува, се користи синтагмата единствена алтернатива. Во однос на надвор, ние не сме демократско општество, немаме алтернатива. Така да зборот единствена алтернатива мене не ми се допаѓа. Да, јас се слагам, мислам дека Европската унија е нашата најдобра и најпосакувана алтернатива, меѓутоа не е единствена. Имате многу други. Мислам, Европска економска заедница, движењето на неврзаните, Отворен Балкан, иницијативата Појас и пат, БРИКС, еве сега Турција која што е во НАТО аплицира за БРИКС, така да има многу други алтернативи, не мора да биде Европската унија, наша единствена алтернатива. Стравувате од исчезнување на македонците, но велите Македонија ќе влезе половично во Европската унија со ваше предвидување 2084 година. Се уште не сме ги почнале преговорите, иако многу мина изјавија дека преговорите се почнати, всушност тоа не е вистина. Дури од кога ќе почнат преговорите, тогаш треба да се отворат, да почнат да се отвараат сите поглавја. Има 35. Сега, за да се намали бројот, тие ги викаат кластери, има 6 кластери, меѓутоа во суштина тоа се поглавјата. Ако ја гледаме што се случува во Црна Гора, последните 10 години, од 35 привремено се отворени. Привремено. Значи, тоа е француската методологија за пристапување во Европска унија. Се отворени 3. Што значи тоа? Тоа значи дека дури кога ќе се затвори седмото, може повторно да се отвори првото затворено привремено. Дури од кога сите ќе се затворат, дури од кога ќе се потпише договорот за пристапување, треба тој договор да се ратификува во секое собрание од сите членки. И повторно тоа може да се врати назад. Дали владата манипулира со тоа е формулацијата дека сме ги почнале преговорите? Тоа е точно. Тоа баш е точно. Значи, јас, ако сакате, ќе ви прочитам како стои точно протоколот, во протоколот, делот. Мислејќи дека тоа прашање ми го поставите. Еве го, во протоколот јасно пишува, и сега цитирам, следната меѓувладина конференција за комплетирање на фазата на отварање на преговорите за членство ќе се одржи откако. Со други зборови, комплетирање на фазата на отварање. Значи, се уште сме во фаза на отварање. Се уште не се отворени преговорите. Значи, допрва ќе се отворат. Дел од критичарите ќе ви забележат дека шиите национал-патриотска хистерија. Не ни треба Преспанскиот договор и договорот со Бугарија. Се на штета на националните интереси.
Pa ne se slagam. Znači, jaz imam, ona što jaz celo vreme zborujem, je samo jedna rabota povrzana sa makedonizmom. Što podrazbirаме pod makedonizam? Znači, jaz tvrdim дека тоа се овие две работи. Прво, дека македонскиот јазик, идентитет и така натаму има просторен и временски, милениумски континуитет. И второ, дека македонскиот национален субстрат кој сочинуваат македонците кои што живеат во Македонија, во соседството, значи тука и во Грција и во Бугарија, но и во цел свет. Тие две карактеристики на македонизмот се неделиви и било која спогодба, договор во кој што негира барем еден од тие два, е всушност на штета на македонизмот. Тоа е мојот став, ако е тоа погрешен став. Како би можел да исчезне македонскиот јазик, услови кога е меѓународно признат во Обединетите нации? Тоа е друго прашање. Значи, основниот проблем е следен. Како се третира, мислам, во различите договори, значи договорот, спогодбата, протоколот и тата натаму, како го земат во предвид терминот нација. Што за различните странки кои што влегуваат во договорот, што подразбираме под нација. За Грција и Бугарија важи митот за континуитетот од антика до денес. Тоа е, мислам, нешто што е веќе застапено, ненаучно се прифаќа. За нас, меѓутоа, имаме конструктивистичкиот пристап, модерен, постмодерен. Членот 7, ставот 2 од законот, од Преспанската спогодба, јасно прави разлика меѓу термините Македонија и македонците, просторна разлика. Каде се применува. Меѓутоа, за грците, тука стои уште еден дел, тој важи од антика до денес. Тука е проблемот, кај нас тој дел го нема. Ако важи од антика до денес, тогаш сите словени што живееле на територијата на денешна Грција не се македонци. Што се ако не се македонци? Сите, значи, сите не зборуваат македонски јазик. Оти терминот Македонија, македонски јазик и така натаму, со Преспа е резервиран само за Грција, во делот на Грција. Во делот на денешна Грција, тој термин и во Обединетите нации тоа е резервиран само за меѓународна употреба, само за Грција. Ако словените живеат тамо, ве прашувам, иако ние сме подпишале договор дека тоа не се македонци, што е тоа? Што се тие? Тамо е роден Мисирков, тамо е роден Гоце Делчев. Академик Коцарев, време е за промени. Јас ќе направам се, прво како интелектуалец, а потоа и како член на МАНО. Интелектуалците да бидат предводници на промените. А кон тоа, во рамките на своите надлежности, да даде свој придонес и највисоката научно-истражувачка и уметничка институција како столб на државноста, што впрочем и се очекува од оваа куќа. Кого повикувате? Од кого барате промени? Зарем е се така црно во државата? Искрено мислам да. Мислам дека политичарите во изминатите 4-5 години многу не манипулираа. Значи, од изјави, мислам, просто е невероватно. Не само извршна и законодавната, туку и судската власт. Секаде ние гледаме ерозија на моралните вредности. И тоа е најстрашното мене. Јас од тоа сум загрижен. Затоа мислам дека навистина е тоа така, дека се е толку црно. На какви промени ја алудирате? За тоа требам да го подетално се зборувам. Мислам дека во ваква емисија јас не би можел да го кажам. Ја повторно ќе кажам, онаго што го цело време го повторувам, ние треба да застанеме, ја како мислам, според моје мислење, повторно, во одбрана на македонизмот. Ако македонизмот подразбира, ако по тоа сите сме согласни, дека македонскиот, за научни факти, дека македонскиот јазик има просторен и
милениумски континент и дека македонците живеат не само во Македонија, туку и надвор во соседните држави, тогаш кој е проблемот? А за фактот, можеме да зборуваме за фактите дека македонскиот јазик е. И тука е повторно има голема разлика меѓу повторно игра на политичарите. Повторно игра на политичарите. Кога ќе речат јас сум македонец и зборувам македонски јазик, они мислат на литературен македонски јазик. Значи државите нации, државата или се релативно млади институции формирани од крајот на 18 век, на пример во споредба со Римската империја која што постои 1000 години. Самата држава, односно држава нација е мешавина на нација, нека балансирана мешавина на нација, што и тоа да значи, група на луѓе со некакви карактеристики, и држава, правен систем, политички систем кој што овозможува суверенитет на определено подрачје. Јазик, кога зборуваме за јазик, тоа представува просторно-временски јазичен континуум. Ние не можеме да зборуваме за нешто што е само дел од во некои просторни рамки. Нациите, уште еднаш и државите, се формираат во точно определен момент и имаат суверенитет врз точно определена парче земја. Јазикот тоа го нема. Литературниот јазик македонски, односно сите литературни јазици, се творби кои што се конструирани творби, поврзани со нацијата, со државата. И тие се важат за една, значи кога станува збор, кога зборуваме за јазик, треба да зборуваме за да правиме разлика помеѓу литературен јазик и да правиме разлика македонски, бугарски, било каков, и да правиме разлика помеѓу тој диалектички континуум, јазичен, просторен, временски. Академик Коцарев и вашата колешка академик Ќулавкова денуве излезе со помалку индикативен предлог за научно национално раздвојување со идеја за формирање на трета академија. Фрлената ракавица ја прифати академик Абдулменав Беџети. Дали во академијата се реафирмираат одредени стари ставови на еден ваш предходник, поранешен председател за етничко разграничување? Не сум напрочител интервјуто на академик Ќулавкова и не сум запознаен толку со мислењето на академик Беџети, така да нема да коментирам на ова прашање. Рековте постои раздор во МАНУ. Кој го создава раздорот? Тоа не е раздор, тоа се различни мислења и тоа е природно да академиците да имаат различни мислења. Дали го делите мислењето со академик Катице Ќулавкова дека со францускиот предлог и со договорот со Бугарија се извршува велепредавство? Пак ќе кажам, значи велепредавство може да направат само македонските политичари. Само внатре, ние можеме да направиме. Академик Беџети, испровоциран од формирањето на трета академија, вели, со ЗОРД не се обстојува заедно. Наместо да имаме научна продуктивност, ние ја губиме творечката енергија преку културни, етнички, политички фрагментации. Каква академија води денес председателот на Македонската академија на науки и уметности, академик Љупчо Коцарев? Јас во моментот имам 3 проекти, раководам со 3 проекти. Едниот финансиран од Министерството за здравство на Америка, другиот финансиран од фондацијата, Германска научна фондација, и третиот финансиран од Европска унија, проект Хоризонт 2020. Таму вработувам десетина луѓе кои што не се на платен список на буџетот. Ја мислам дека работам наука. Другите мои општествени ангажмани се поврзани исклучиво со тоа да го одбранам македонизмот. Наука, че јас мислам дека не знам за другите академици, ама еве јас можам да се пофалам дека во моментот имам 3 проекти и дека вработувам 10 луѓе кои што наместо да заминат во странство се во Македонија и работат со мене наука. Дали во МАНУ е на повидок поделба на 2 еднонационални академии? Не верувам јас тоа не го гледам тоа.
ќе видиме како ќе биде во септември. Поштовани вече следите интервју со председателот Македонската академија на науки и уметности, академик Љупчо Коцарев. Договорот со Бугарија, како и Преспанскиот договор, за Ману остана енигма. Вашиот претходник академик Таки Фити имаше, колку што се сеќавам, средби со тогашната влада кратки, за да се запознае со Преспанскиот договор. Вие велите дека во однос на договорот со Бугарија во ниту еден момент не сте биле консултирани, не сте биле запознаени, или немате на увид што е се договорено со Бугарија. Како тоа од братски народи со Бугарија? Сега станавме, можеби, главни непријатели. Тоа треба веројатно да ги прашате нив, не нас, бугарите, не нас. Мислам, они тврдат дека не постои македонскиот јазик. Они тврдат дека дека СМЕМ ја украли историјата. Мислам, ова сега што ви го кажам, го прочитав или може да се најде во книга која што е напишана од бугарски лингвист. Например, забелешките што ги има бугарската наука, бугарските лингвисти во однос на македонскиот јазик, еве ги дел од некои нив, ќе се обидам да ги сумирам. Првата забелешка е дека зборувам за литературниот македонски јазик, дека е тоа политичка творба. Меѓутоа тоа важи, ова го пишува бугарскиот лингвист, и за бугарскиот јазик. Различен е само политичкиот контекст. За бугарскиот јазик тоа било распаѓањето на Отоманската империја, за македонскиот јазик тоа е за крајот на Втората светска војна. Сите литературни јазици се конструкции. И тука е втората забелешка, дека или неколку, дека македонскиот јазик го кодифицирал еден човек. Тоа исто така не држи, бидејќи има многу јазици кои што се кодифицирани од еден човек. Современиот турски, не знам, естонски, норвешки, така натаму. Мислам, тоа е во ред, не е забелешка. Од друга страна, самиот Блаже тврди, значи, кога зборуваме за историја на македонскиот јазик, не за историја на литературниот македонски, туку за македонскиот јазик, тоа има 9 периоди, дека 8-миот период всушност направена првата кодификација од Мисирков, која што, за жал, заради тоа што не постоела нација, држава, тоа не била званична, дури Блаже ја направил Конески во 44-45 година. Третата забелешка дека јазиците се многу блиски. Па имам уште поблиски јазици, кои што многу поблиски од македонскиот и бугарскиот, кои што чии што легитимитет никој не ги оспорува. Значи, ако во тоа кај што има јужнословенско, значи тоа континуум на јужнословенски временски простор, од кај што излегле и бугарскиот, и македонскиот, и српскиот, и така натаму, и така натаму. Српскиот, хрватскиот, босанскиот, црногорскиот, се сите базирани врз штокарскиот мегадијалект. Бугарскиот и македонскиот се базирани врз говорите на различни подречја. Лингвистички тие се многу поразлични од српскиот, хрватскиот и така натаму. Тоа го пишува бугарски лингвист. Тоа го знаат сите македонски лингвисти. Тоа го знаат сите дел од бугарските лингвисти. Политичарите тоа не сакаат да го примат. Нашите не го примаат тоа. Во тоа е проблемот. Нашите исто така се поведуваат по, да речеме, по политиката на бугарските политичари. Пред нешто повеќе од 5 години Мано и Бан се обидоа да внесат некаков нов дух на пријателство и изближување и продлабочување на соработката меѓу двете академии. Пред 2 години Бугарската академија со своевидна антимакедонска платформа, на што потоа следуваше и одговорот Ман. Каде се разединивте со вашите бугарски колеги? Пак ќе кажем, они нас не признаваат. Они нас не го признаваат македонскиот јазик. Значи, академик Коцарев, говорите постојано дека бугарите не ни го признаваат македонскиот јазик. Меѓутоа, има безброј на научни дела,
преведени и на македонски И на и на бугарски. Така е. Што е тогаш тука спорно? Не е спорно. Мене не ме интересира мислењето на Бугарија. Јас се плашам од нашите политичари, од нивната манипулација. Не е никакво спорно. Јас немам никаков... Значи, сите мои текстови не се насочени против Бугарија. Се насочени за помош на нашите политичари. Односно, јас се плашам дека тие повторно ќе не изманипулираат за да влеземе во Европска унија. Против никогаш не сум напишал против ниеден соседна Не се земја. сомневате во однос на искреноста и добронамерноста на Бугарија, но Не, тоа не... не им верувате на домашните политички елити. Значи, не коментирам ништо за нашите соседи. Јас не им верувам на нашите политички елити. Тоа е мојот став. Неодамна ви излезе вашата нова книга за македонските работи. Речи си имавме како обид ваш за некаков континуитет, говориме, ако се навратиме за македонските работи. Така. Значи, мојата книга и моето дело не може да се споредат со монументалното дело на Крсте Мисирков, Петков Мисирков. Јас само со насловот се обидов две работи, да кажем. Првата работа дека не сме народ без корен и да се обидам да спречам демакедонизацијата на Македонија, која што всушност и се случува. И втората работа мене ме обврзува творештвото на академик Блаже Коневски, првиот председател. Тоа што он го направил, јас би сакал да го продолжам. Меѓутоа, не ме обврзува само неговото творештво, ме обврзува и днината на нашите поколенија. Јас на вистина сум загрижен дека ако ги прифатиме и ако ги спроведеме, ако го спроведеме договорот од Бугарија, мислам договорот за добрососедство со Бугарија, односно протоколот сега, дека ние ќе исчезнеме. Во парламентот е изгласана декларација за македонските црвени линии со Бугарија. Претходно, на почетоците од 90-тите, е изгласано од сите партии Така е. дека стратешки интерес за земјата е членство во НАТО и Европската унија. Вие заговарате теза дека не мора по секоја цена Европска унија. Не, Европска унија, ама само како македонци, тоа е мојата теза. Инаку, мислам, ја не би се сложил да бидам дел од Академик Коцарев, во Република Северна Македонија не живеат само македонци. Да, ама за другите не е проблем. Ние ќе влеземе како не македонци. Следите интервју со председателот на Македонската академија на науки и уметности, академик Љупчо Коцарев. Академик Коцарев, при крајот од разговорот малце околу економско-социјалните предизвици. За многумина ова е тешка година, ни следува уште потежок период на економски, социјален план. Прво имавме здравствена криза, енергетска криза. Перманентно се задолжуваме. Гледате излез од моменталната безизлезност? Ќе биде многу тешко сега, мислам. Значи, бројките се застрашувачки. Од 1993 до 2021 година, просечно, годишниот раст на БДП, на бруто домашниот, изнесува 1,7. И тоа е премалку за да се стигне јазот до просекот на Европска унија. Од друга страна, јавниот долг порасна од 23% во 2008 година до 54,9% во март 2022 година. Таквиот пораст не предизвика, не имплицираше економски раст и развој, соодветно. Нам ни треба многу повеќе економска реформа на која што ќе застанат и академијата, и коморите, и универзитетите, и која што ќе биде поддржана, која што нема да иде политичка, мислам, која ќе биде аполитичка, меѓутоа економска реформа. Каков е вашиот став во однос на уставните промени? Па не сум правник, тоа не би го коментирал, меѓутоа јас она што сакам да го кажам е дека... Еве да бидам подиректен, дали бугарите кои живеат во Македонија треба да бидат дел од преамбулата на уставот?
Значи, според последниот попис има 3000 бугари. Ако ние тоа го дозволиме, значи, полека ќе тогаш зашто бугарите не дозволат македонците бидат дел од нивниот устав? Зашто тоа не го правиме со реципроцитет? Мислам, зошто сега? Мислам, толку ли е тоа? Мислам, зашто со уцена? Зашто тоа е предуслов за да се почне договори? Кога они можат, кога сакаат, повторно да вратат и да ги спречат сите. Има поглавја, сите поглави, секојаш може да се да не враќаат назад. Дури, пак ќе кажам, значи, бугарите ги почна преговорите во 2000 година. Го подпиша договор 2005 и стана членка 2007. 2 години требаше да се. На агендата на европјаните, проширувањето е потпуно заборавено. Вашето име се споменува како можен председателски кандидат. Далеко е тоа, мислам дека не би сакал никогаш да бидам председател. Повеќе би сакал оваа функција што сега ја имам. Сам некако председател кај нас не може 2 мандати да се има и тоа е добро, тоа го поддржувам. Едноставно да видам критички расположен и критички настроен спрема тоа што го работи председателот, владата, министрите и така натаму. Мислам дека е тоа многу поважно и многу повеќе треба отколку да нема критика на работата на... Мислам, јас себе се гледам баш како така, човек кој што критички се обидува она што го правиме за доброто за Македонија, за државата Македонија. Не само за македонците, туку баш за сите граѓани. И тоа е моје мислење. Ја никогаш не се обидам да нападнам, никогаш не сум излегол со тврдење против некој академик, да речеме, или било како, или некакво мислење, тоа не ме интересира, едноставно. Така да тоа, мислам дека не би прифатил да бидам председател на држава. Академик Коцарев, ви благодарам за издвоеното време. Ми беше задоволство што сте мој соговорник во последното издание на Трилинг за оваа сезона. Благодарам на поканата. Поштовани гледачи, тоа беше академик Љупчо Коцарев, председател на Македонската академија на науки и уметности. Следете не.